Последните минути рековме ќе зборуваме за органското производство на храна и ќе зборуваме за тоа како научно да го унапредиме овој начин на производство на храна. Имено повод ни е конференцијата која што од 4 до 6 април ќе се одржи во Македонија. Станува збор за меѓународна научна агробизнис конференција Агромак 2025. Со нас во студиото е господинот Драган Цветковиќ, организатор или еден од организаторите на Агромак 2025. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Рековме веќе, подготовките се при крај. Од 4 до 6 април очекувате една голема меѓународна конференција на оваа тема. Прво да ви се заблагодарам уште еднаш. Македонска телевизија секогаш први со нас. Ние со години уназад, веќе 8-9 години во организација на сајмите кои ги организираме во Куманово, Органска трпеза и Агромак. Минатава година решиме со една група на научни институции од Балканот да направиме прва македонска, али меѓународна научна агробизнис конференција. Целта ни беше да ги собереме на едно место повеќе научни институции и да го собереме бизнисот за да можеме да најдеме причина да соработуваат. Ние во годините уназад, ние кои беме од пракса или од бизнисот, ни секогаш ни фалеше наука во решавање на одредени проблеми или предизвици. Немаше доверба, искрено да кажам, во науката, некако ни беше далеко, некако начинот на комуникација помеѓу наука и бизнисот беше некако несоодветен. Искуството што го прават другите држави во околинава и подалеку во Европа, сакаме да го пренесеме тука. Така да на 27 септември, за време на сајмот Органска трпеза, се собраме 13 научни институции и Комора на органски производители како иницијатор. Ја заденаме идејата да направиме прва меѓународно научна агробизнис конференција во Македонија. Денеска е веќе 13 дена пред конференцијата, слободно може кажеме дека сме комплетно спремни. Имаме научен одбор од 23 држави од светот. Идејата да биде да Југоисточна Европа, затоа и називот на конференцијата е Органска и функционална храна преку рурален туризам како предизвик за Македонија и Југоисточна Европа. Меѓутоа, пошто ни се пријавија научни институции и бизнис и од Канада, и од Русија, имаме и од Молдавија и пошироко, испадна комплетно меѓународна конференција. Во самиот наслов кажувате дека органското производство на храна е тесно поврзано со развојот на руралниот туризам. Би можело да се одвои, но уште подобро е ако е заедно. Поавтентично е. Така е. Видите, ние, значи искуството наше со години и формирањето на комората пред 8 години беше намерата за да успееме да повеќе чинители кои може да допринесат. Кога велиме органско, мислиме на здрав начин на живење, здрави навики и начин како да се едуцираме што е здраво, а што не е здраво. Меѓутоа, нас се уште не перцепираат како комора на органски производители, земјоделци кои прават храна. Значи не се само земјоделци кои произведуваат храна или суровини на нива, него се сите они кои може да допринесат во тој дел. Така да и комората кога се формира со 183 правни субјекти, беа и производители, и маркетинг организации, и возници на опрема, и штампари имаме кои може да допринесат, значи сите дават свој машини, опреми и така натаму. Така да единствено што прво решиме како најголем проблем беше да ги обединиме околу нешто што ќе биде заедничко, ќе се чувствува дека се дел од нешто, за да може да заедно и настапува, за да можеме заедно и да се доградуваме, и доцираме и така натаму. И така да направиме неколку манифестации, неколку организацијски настани кај што можеме во одредена сфера да научиме нешто и да пренесеме во Македонија. Конференцијата носи име и функционална храна. Секогаш сме ние нели пред време, прво чудно и кога дојдеме во Македонија почнеме да ги шетаме сите факултети, да понудиме да кажеме што сакаме. Прво време сите беа скептици, малте не, освен 4 универзитета кои рекоа ајде да пробаме, зошто да не. Меѓутоа денеска со гордост може да кажам дека имаме 24 научни институции кои ни се соорганизатори, научен одбор од повеќе од 80 члена, докажани стручници, научници или бизнисмени од светот, кои нашниот одбор ни е повеќе од 80 члена.
Денеска влегува во штампа зборникот од трудови, значи 3 месеци имаше неколку научни трудови, 40 поточно научни трудови во област екологија, животна средина, аграр и економија. Така да делот од конференцијата е тој зборник. Имаме 3 дена, конференцијата беше замислена од 4 до 6, така и најавивте. Меѓутоа имаме поголем интерес од фирми од свет кои сакат практично да донесат нови технологии, нови роботи, нови дронови и така натаму, така да конференцијата е померено еден ден порано за таков тип на организации кои го тоа прават, така да ние со конференцијата уствари ќе почнеме на 3 на пладне со практични презентации на тие современи техники, машини за современо земјоделство, а практичниот дел и делот на презентации ќе биде од 4 до 6. Ова само покажува дека кога зборуваме за органско производство на храна, не мислиме на тоа дека таа храна треба да се произведува само онака како што ја произведувале нашите предци, нашите баби и дедовци. Напротив, современата технологија и тоа како може да придонесе за органско производство на храна. Ја мислам дека ние се враќаме на начинот на кој нашите баби го произведувале, само со еден научен пристап на тоа да се докаже тоа стварно од луѓе кои за тоа се школувани, кои тоа пракса и во лаборатории може да го покажат и на дело, со тоа што менуваме други машини посовремени да му биде полесно на земјоделецот, бидејќи знаете неќе никој мотика да носи на нива, тешко е. Неќе. А сега имаме роботи, имаме дронови, сето тоа и времето ќе го покаже колку е тоа добро, од друга страна, бидејќи во ова фаза се уште не може да кажеме колку е тоа корисно за човекот, бидејќи па секогаш едно добро носи друго лошо. Така да, меѓутоа во ова не би рекол дека има недостаток на работна сила во Македонија, тоа што се пласира и маркетиншки, не, него тоа што не сакат младите или немат математика или интерес да го работат. Така да затоа не одат на нива, не затоа што не сака, тој остава во Кавадарци 10 хектари лојзе кој може богатствено да му донесе, а оди да бере јабуки во Италија. Причините и математиките или свеста која треба да ни се да ја најдеме, да најдеме причина зошто своето да си го работиме, зошто нашата куќа во село да ја сачуваме и земјата, да не одиме за полоша работа за малку повеќе пари за кратко време, видејќи тоа на долго не знаеме колку ќе има бенефит, не знаеме што ќе се случи со нашите печалбари, како да ги наречеме сега, кога ќе дојде време за пензии, за враќање во Македонија и така натаму. Ние се трудиме тој свест да го разработиме малку, зборам кога ние зборам за луѓе кои одгледуваат органско, и тоа е еден дел од нашите активности. Она што ви реков пред малку, горди сме затоа што успеаме трговците да ги ставиме во еден ред, да не биде органското скапо. Бидејќи дојде едно време, не знам, кога се беше органско, тоа е многу скапо. Скапо беше затоа што чекорот помеѓу производителот и купувачот, крајниот, трговците го користеат и уште беше недостапно. Сега е достапно, сите органски производители можете лесно да ги најдете, да отидете кај нив на стопанство или на фирма и да можете да видите како обработуваат, што произведуваат, колку е тоа здраво. Сега, али имаме две работи да ги разграничиме. Органско производство со органско сертифицирано производство. Така да и во вашата најава сватив, органското да, тоа не значи дека е органски сертифицирано. Органски сертифицирано кога овластена институција по одредени правила ќе ви дозволи да добиете одреден сертификат, а вие да го испочитувате тоа како што треба, као потврда за производство. Меѓутоа за лична потреба, за општа потреба, свеста на луѓето дека не мора да го третира тоа да порасне за 7 дена, нека биде за 15, ама ќе биде поздраво, ама ќе се спасиме и така. Додаваме уште еден акцент, а тоа е функционална храна. И мислам дека едината на човечанството е таа функционална храна покрај органската. Што се подразбира под функционалната храна? Па ја би рекол вака, од сфера на бизнисот, она што може обичен народ да го свати, тоа е храна која подобрува или не можам да кажам лечи, бидејќи законот не дозволува, ама спречува или превенира одредена проблем на човекот. Сите ние во последниве години некако се обидуваме и во храната да најдеме начин за да си
помогнеме себе си при некои здравствени, Дефинитивно. полесни здравствени проблеми, би можела да кажам. Токму заради тоа Македонија е одлично поднебие во кое што вирее и храната и растенијата. Веројатно на тоа треба малку повеќе внимание да се обрне. Па и претходниот говорник исто тоа го рече. Ние секогаш бараме, таква ни е вајда културата, да најдеме некако како тоа полесно да поминеме, а да не дадеме свој допринос. Самиот факт колку сончеви денови имаме, какви води имаме. Јас секогаш кажувам, па и кај вас сум кажал во емисија, среќа наша на Македонија е тоа што не сме биле многу развиени економски, што не сме имали големи комбинати, иначе земјата ќе ни била Контаминирана. ужас. И другата среќа што по друга страна е лошо за бизнисот, што се мали рацепкани парцели кои не можеле да се третират индустријски. И еден собственик има повеќе парцели на повеќе различни локации, кај што не можат, мора со различна култура, посебен пристап. Тоа има и негативно, меѓутоа и позитивно еве на подолго, како што рекол, резултати. Чисто како лаик прашувам, но имам чувство дека голем број од производителите на храна во последниве години почнаа да се здружуваат во така наречени задруги, како на времето што функционираа за другите, оти сватија дека да, моето е мое, вашето е ваше, ама ако ги здружиме заеднички, нашето ќе биде и подобро. Тоа е многу одамна смислено, многу паметни луѓе на времето ги направиле задруги, па ги направиле комбинатите. Меѓутоа нашата култура тоа не дозволила да обстане. Предпоставам дека и големите светски компании си го направиле своето за да немат конкуренции. Знаете, порано во секој град имало барем по една земјоделски индустријски комбинат, ЗИК, како што ги викам. Од све имало и животни, и храна, и сето тоа на локални, за сите имало работа и за сите имало квалитет. Се уште знаеме брендови од тогаш, какви се правеле кашкавали, вина, сокови и така натаму. За жал, јас сега кој ќе поминам во некој отпад, пошто се бавам со индустрија, кој ќе видам каква машина фрлат од тоа време, ние денеска, нажалост, приватниците не можеме да смислиме и да обезбедиме таква машина. Значи, Ю стандард било чудо, машините биле напредни, технологиите биле совршени, економијата светска и движењата си го направиле свое. Меѓутоа, за жал, морам да кажам, ќе ми се налутат моите членови задругари, меѓутоа тоа не заживее во Македонија и тоа имаме и силни донатори од странство и министерствата дадео силни пари, не може затоа што пак ние во глава се уште немаме механизам нешто да не контролира, да тоа биде како што треба. Секоја се барат некои такви канали кај што задругата се прави, еден или двајца само постојат, другите ги нигде нема, позадински се затоа што има услов. Ниедна задруга не заживее затоа што, и веќе ви кажам, во првиот дел од не знам 50 на грандови, 30% купија потполно иста опрема. Зошто? Затоа што сите сакаме да имаме сушара, затоа што е најлесно можеби да се прави без никакво искуство, без да имаме суровини. Никој не мисли дали може да обезбедиме ние и за кого ќе сушиме. Сите купија преси ладно цедено, тогаш беше модерно, излезе една фирма, па сите по неја купија, имаме 30-40 машини во Македонија. Едната што може да произведе за 24 сата, овдека не може за година дена се продаде. Немаме ни суровини, не само што капацитетот е, немаме ние пазар, нити суровини за такво нешто. Имаме убави фирми што ни доаѓаат. Еве Копсо години е во Македонија присутен, не можеме да обединиме луѓе кои ќе бидат дисциплинирани, со капацитет, со знаење, нормално со соодветна контрола, да тој процес се произведува. Јас искрено се надевам дека ова што годинава за прв пат ќе го правите, тоа е таа научна меѓународна агроконференција Агромак, дека ќе стане традиција, дека ќе имате можност секоја година на ваков начин да ги едуцирате оние кои што сакаат да се занимаваат со земјоделство и со органско производство на храна. Очигледно е дека нас само тоа ни лежи во животот, или тоа е една од најбитните гранки од стопанството, земјоделието, каде што сме добри.
физички најтешка работа, меѓутоа за нас како потенцијал најголем. Имаме многу паметни деца што работат сега на интернет за многу светски компании, програмери и сето тоа, меѓутоа на крај на ден и тие, и вие, и јас мора да јадеме нешто. И секогаш, еве сега се развива една гранка, тој, дај да кажеме, рурален туризам кај нас, или меѓутоа причината која ќе дојдат во секој наш град или во секој село, квалитетот на сирењето, квалитетот на сокот, квалитетот на виното е нешто што нажалост индустријата не може да го произведе. Затоа на странците им се допаѓа кога доаѓаат во Македонија, не само заради природата, туку и заради убавата храна. Ајде да го искористиме потенцијалот кој што го има државата. Господине Цветковиќ, ви благодарам што бевте денес дел од нашата емисија. Ви посакувам успешна научна конференција. Ние ќе се видиме потоа некаде во средината на април, можеби да сублимираме се она како помина и колку сте задоволни од се она што го направивте. Ви благодарам и ако може да го искористам моментот, и повикам сите оние кои сакат да не посетат од 4-ти свечано отварање од 12 часот во хотел Мејбери во Свети Николе. Го избраме Свети Николе како центар на кај би било сите од Македонија најлесно и да видат во живо како ќе изгледа првата меѓународно научна агробизнис конференција во Македонија.